Колективната траума, како и секоја траума, општо земено е по дефиниција. Едното е исто, дали е индивидуална или е колективна, ги разликува само размерот, односно бројот на луѓе кои го офаќа. Значи, колективни трауми се биле и Првата и Втора светска војна, Холокаусти, земјотреси, војните на Балканот, геноцидните војни и така натаму. Значи, тоа спаѓаат во категорија на колективни трауми. Она што во колективната траума е важно да го знаеме сите, додуша па и не е многу важно да се знае, ама ќе се почувствува, тоа се фазите на кои што поминува. Првата е шокот и неверување. Точно тоа што нас не обзема во недела при самото дознавање на информацијата која што стигна со брзината на светлината до сите нас, граѓани на Македонија и во околината Балканот, па и Европа. И тој шок и неверување стои, да не кажем, во некоја најкратка фаза, ама се задржува до толку колку што умот е спремен да ја приеме информацијата дека е вистината. За да преминеме на наредната фаза, се случува тегувањето, односно со соочувањето дека тоа е вистина. И тука се задржуваме толку колку што всушност си дозволуваме. Што значи си дозволуваме? Искрено сметам дека ако зборуваме за тинејџерите во кои што сме во најблизок контакт, сметам дека не тажат соодветно. Затоа што во големи мерки или не умеат, или не им е дозволено. Во смисла на пратењето на модел, и од повозрасните, па дури и од темпото, односно динамиката општествена во која што живеат. Кај нив категорично сите емоционалната состојба оди од еуфорија до анксиозност. И тука повеќе се држат во состојбата на шок, отколку во состојбата на тажење. И тоа можем да го кажем затоа што имав многу директни средби со нив, отворени денови во училиштето каде што може да ми се обратат. И не се дозволуваат да ја почувствуваат тагата, а тагата заслужува да биде почувствувана како секоја друга емоција. Емоцијата, доколку не биде обработена, доколку не е сварена, доколку не е прожвакана, ќе се појави во нејзина друга полоша форма. Во агресија, во бунт, во револт, во вандализам, во било што, само да излезе од нас. Значи, катарзата на самата тага ќе биде во погрешна димензија. Тагата треба и треба простор да се истражи исто толку колку што и радоста да се почувствува и среќата да се почувствува и така натаму. Прво мора да се признаеме дека ние се уште имаме влијание од патриархалното воспитување кое што е во современо време, во 21 век, последици од него се токсичната машкост. Се уште машките се воспитуваат дека не е соодветно да плачат, да бидат растревожени, да не бидат тие кои што ќе подпираат и жената, и децата, и домот и комплетно. И по таков модел машките деца имаат проблем да бидат тажни. Имаат проблем да заплачат, затоа што од уште од мали нози има наметната реченица ти се води по неа, ти си машко, не смееш да плачеш. Само да е машко да плаче. И автоматски имamo последица од тоа. Иако имаат допир со многу информации, живеат во, јас сметам, најубавиот век што можеше да се случи. Една од работите кои што тие се, ние не можеме да го изземеме фактот дека растеме сервилни генерации, затоа што се им е достапно, се на допир, во минута имаат се што сакаат, автоматски. Кога кажат дека не соодветно тажат, протестите, собирите, не се соодветно тажени. Во моментот кога площадите беа полни, црквите беа празни. Тука ни отсуствувала моментот и на вербата, религијата и надежта. Јас сметам дека молитвата за упокоениот е најблискиот контакт на живиот со себе си и со оној кој што преминал на другата страна, односно е веќе мртов. Тогаш ја убlažуваме комплетно нашата болка од загубата и тагата, сме со надеж дека му помагаме за поубаво место таму некаде горе. И сметам дека тоа многу отсуствува затоа што ние не сме така подоени. Ние можеме да видиме во една
нели така наречуваат братска Србија, како 59 минути молчеа во чест на тоа. Тоа го прави само религијата, вербата и надежта дека со тој чин би направиле подобро и за живите кои што треба вистина да ја истрпат оваа болка и тага, а и да помогнат на оние кои што се борат се уште и оние кои што загубиле некој. Јас како стручен соработник во Никола Карев му оставив отворен простор од 2 термини во 2 смени и чекав. Не ги принудив, не им се појави во училниците и со сила да зборувам за нешто, затоа што сметам дека сепак, иако се деца имаат право да имаат отпор да зборуваат, исто така и да имаат волја да се растеретат или да зборуваат за нештото што го чувствуваат и за нивната емоционална состојба и комплетно ментална состојба. Се појави ученици, се појави колеги, имаа потреба да разговараат за тоа. Баш наликуваше на една групна психолошка работилница и сметам дека се растеретија затоа што има храбрости да заплачат, има храбрости да бидат лутни, има храбрости таа лутина малку да ја растеретат, да се соочиме со реалноста, со вистината и начинот на кој што можат себе си да се помогнат во овие моменти. Последиците нема да завршат утре. Колективната траума, поминувајќи низ низините фази, вистина ќе трае, затоа што ако го поминавме шокот и кај некој уште трае, ако сме во тагата и тоа ќе ни потрае. Наредно тоа е барање на вина и тука комплетно гледаме како тргна работата, а тоа е чешлање на се што е законско и противзаконско и тоа ќе си потрае, и тоа ќе не држи во таа фаза доста. За да после тоа извлечеме некоја лекција или тоа е некоја прифаќање на одговорност, прифаќање на што од оваа катастрофа, за да дојдеме до обновување, а обновувањето се случува точно во моментот кога од сето тоа ќе створиме нешто ново. Обично, во сите тие моменти се случуваат, знаете, се градат споменици, се прават домови кои се именуваат по имињата на некои значајни имиња, примерно сега што ги загубивме оваа катастрофа. Ама додека да дојдеме до таму, многу ќе не потрае. Едно мислам дека место како што е Кочани со толкава загуба не ќе се опорави во смисла така лесно и да дојдеме до последната таз. Јас сметам и повеќе пати и кога сме разговарале и во емисии, па и така вонредно, многу пати сум истакнувала дека всушност здравите граници на не многу од работите умеат да ги држат под контрола. Што сакам да кажем? Кога родителот ќе му укаже на детето на здравите граници на не и детето ги практикува во својот живот. Сега овој бунт или револт или чувствување на вина против системот, против државата, јас само ќе кажам нешто. Државата е уредена со закони и со устав. Законите се пар екселанс, ако ние ги почитуваме до максимум. Меѓутоа, од некаде се тргнало тоа непочитување, што донесува до комплетни, за жал, и катастрофи од ваков тип. Она што не смееме да го тргнеме по страна е нашата морална обврска, се признаеме дека сите сме комплетно виновни за нефункционирањето на системот, па и тинејџерите. Јас не би можела моето дете да го пуштам да покасно навечер ако истото не побара. А исто така ако побара, не би била сигурна дека ќе се врати во одредено време дома ако државата не постапува за тоа кога малолетниците треба да се движат по улица или да бидат во несоодветни локали. Значи, она што кај нив се гледа дека тие се лути, и седно, знаете како тоа му доаѓа, а зошто ме пушти? Мислам дека сите деца имаат потреба да се налутат на родителите за целата оваа ситуација, наместо да прифатат дека и тие имале желба дека просто некој ги следел, отисите се таму. Љути се на себе, љути се и на родителите, љути се и на државата, ама ние го сочинуваме системот. И целиот овој бунт просто не знаат на кој да го насочат. И да, слушнав реченици, ние повеќе нема да излеземе во дискотека. И тоа јас сметам дека се уште е затоа што сме во фазата на барање на вина и нивното лично чувство на вина, што, пак ќе кажем, мене ми е многу жал што требаше да се случи ваква стварно многу
многу голема катастрофа, сериозно трагичен момент да се активира авторитетот кај родителите. Јас сметам дека сите оние кои што се засегнати индиректно, односно ја дознаа веста, сметам дека малце повеќе ги затегна конците и го зема кормилото во нивните раци. Јас ќе ви кажам дека тие располагате со повеќе информации од нас. Сето тоа ние што го гледаме како вест, без разлика дали е релевантна или не, дали е точна или не, тие имаат интерни информации заради тоа што многу добро баратат со социјалните мрежи. Значи тука ние комплетно и многу претходно ние сме зборувале на тие теми со сите апликации со кои што секојдневно се во допир. Тие имаат толкова брзо ширење на информации, примерно имаат информација од болниците. Ние возрастните, јас сметам дека тие информации ги немаме. Значи ние гледаме тоа што нашиот телефон запамтил, што сме гледале, па по подистиот канал ни нуди друга информација. Јас сметам дека повеќе во иднина би требало и да е мојата фела, она барем која што е во образовните институции, да се позанимаваме со тоа што значи морална одговорност за пренесување на некаква информација или за верување во истата. Исто така сметам дека треба да се поработи на начинот на кој што треба да се спасуваат во кризни ситуации. Развивање на некакви механизми на одбрана во смисла на ризични ситуации тип на земјотрес, пожар. Јас сметам дека нашите деца се толку слободни и толку слободарско се однесуваат затоа што немаат конкретен и скападневен тренинг за истото. Дури во разговор со нив земјотресите што ги почувствувавме претходните дена. Јас баш ги прашав, што мислевте дека што направивте кога се случи земјотресот? Ние не мислевме дека е земјотрес, мислевме дека паднал некој и дека завибрирала плочата. Значи тие немаат чувство дека се во рузик. И од голем дел од снимките го видовме таа дека вистина не е однесувањето како готово пепел ќе се случи од комплетниот објект. Но пак ќе кажем, да не завираме таму. Не би сакала тоа да го дискутирам. Не би сакала на болката, уште поголема болка да предизвикуваме со било каков разговор од таков тип. Важното е што од ова. Ама да не е така кусо како што сме научени секој чудо за 3 дена. Туку да има реобнова на тој начин на кој што тие слободни се чувствуваат. И вистина на преземат одговорност, односно да сватат дека не се толку големи колку што мислат. Дека на крајот од денот родителите комплетно се одговорни за нив, да не препуштат родителската грижа, одговорност, насоки, граници кои им ги поставуваат, да ги спочитуваат максимално. На крајот од денот имаат време кога ќе бидат возрастни. Нека бидат деца. Сите имаат различен начин на тажење и различен начин на радување. Автоматски, знаете, не можеме од секој да бараме да биде и емпатичен, да биде и поддржувач. Некои луѓе имаат потреба да се осамат затоа што премногу им тежи чувството на тага. Оние кои што се алтруисти и оние кои што имаат потреба да му направат на другиот да се чувства полува, дури и тие кога се чувствуваат грдо, ќе го направат тоа без да им го кажем. Но децата, тинејџери, баш имаат потребата да го избегнат налагодното чувство. Тоа многу пати сме го докажали кога дискутираме за користењето на мобилните уреди. Тие не го сакаат чувството на незадоволство. И затоа кажав дека не соодветно тажат. Не ја оставаат простор на тагата да биде присутна. Онаа што можеме да го направиме како возрастни, да поразговараме и заедно можеби да откриеме на кој начин тажам јас како родител, другиот родител, браќата, сестрите, да се случи некаков. Имаме потреба од отворени карти, од отворени разговори во рамките на семејството. Сериозно имаме потреба. Без никакви социјални стеги, без никакви воспитни, наметнати ставови, без никакви истории од моето, твоето семејство, од кругот од пријателите.
знаете, на крајот од денот секое семејство во среќата е слично, во несреќата е различно. Значи, ние треба да се дозволиме да бидеме различни во смисла на тоа да му дозволиме на детето, ако има потреба, да во било каква смисла да не личи тоа на тага, ама да го растерети. Примерно, може ќе сака да трчи, може би ќе сака да вежба, може би ќе сака многу да црта, може би ќе твори, ќе пишува, може би ќе има потреба да плаче цел ден. Не, во сето ова е многу лошо тоа да се спречи, што и да е. А многу често, без разлика на моментално што ова колективно на нашето општество му влијае, дури и во индивидуални загуби, многу често ја слушаме реченицата "ајде доста. Вие да сте живи и здрави". Тоа е најлошата реченица што можете да му кажете на некој кој има потреба вистина да се опрости од некој кој што веќе нема да го гледа. Значи, да им се дозволи да бидат тажни толку колку што имаат потреба, со тоа што ќе се разговара за понатака што од сето ова. На крајот од денот и ние изгубивме многу драг сограѓање. Не знам дали некојаш ќе успееме да наместиме таа загуба. Многу од нас беа испреплетени во врска со неговото и творење и живење. И така да си дозволиме да бидеме тажни.